Чест ми е да ви се обраќам на меѓународната конференција за заштита на човековите права и демократијата пред целиот национализам и автократија. Сакам да ви честитам за организацијата, председателот Џабир Дерала на Цивил и поддржувачите на оваа конференција, што не споивте сите заедно на волку важна дискусија. Темата на оваа конференција не може да биде понавремена, бидејќи се соочуваме со големи проблеми во светскиот поредок, авторитарните режими. Геноцидната војна на Русија против Украина, поддржана од Кина, Северна Кореја и така натаму, и други власти имат долгорочни последици. Ние сме сведоци на создавање на коалиции, автократски коалиции, кои што ги подкопуваат демократските системи и вредности. Оваа дискусија исто така е релевантна токму тука во Северна Македонија, земја која што чека влез во Европската унија, на која што не се страни притисоците по нејзините вредности, сваќајќи се стратегиите и мешањето што го прават авторитарните власти, може на институциите на Македонија да ја помогне да се зајакне и да се ги засили своите демократски основи клучни за членство во Европската унија, како и придонесување кон регионалната стабилност. Бараме ефикасни начини да браниме демократија и владење на правото против агресијата на Русија над Украина. Тие не се само регионални проблеми, туку е одлучна битка за преживувањето и консолидацијата на демократијата во целиот свет. Токму затоа ние заслужуваме се што ќе донесе победа. Ние 35 години одбележуваме независност од СССР и 20 години членство на ЕУ и НАТО. Ние имаме долга историја на борба во првите редови против империалистичките соседи Русија и Белорусија. Нашата заложба кон демократска отпорност против авторитарианизмот останува непоколеблива. Хибридни саботажни операции на странски територии кои што веќе резултирале со жртви стануваат нормалност. Заедно со дезинформацијата, дезинформациите и нуклеарните закани, Русија сака да ги подкопа нашата решеност да ја поддржуваме Украина, додека Кина брзо се ги шири своите војни капацитети, ни тоа не во собствена обрана. Незиниот дипломатски притисок против Литванија со тоа што ги зачувува своите демократски вредности, поддржувајќи го Тајван. Литванија има искуство кое што подвлекува важноста на солидарноста, различите партнерства и силната поддршка од Европската унија и со истомислениците како што се САД, и затоа ние сме уверени заради ова едногласност сме спремни да си ги задржиме своите интегритети, особено демократски. Манипулација со податоците и со информациите ја менува нашата реалност. Гледаме како неконтролиран тек на дезинформации и говор на омраза може да ги мобилизира уништувањето. Руските војници како мачат невини цивили во Украина, уништуваат инфраструктура, цели села и градови. Влијанието на геноцидната војна на Русија против Украина, поддржана од Кина, Белорусија и други автократски режими, ја надминува Европа. Исто така можеме да видиме како информацијските војни се координирани помеѓу авторитарните режими и во нивните народи да ги предцртаат светските граници. Заложбата на Северна Македонија кон зголемувањето на Европската унија е наш заеднички цел. Промовирање владење на правото и изградење на отпорност против надворешните мешања со единство, зголемување на соработката, укрупнување на ресурсите, го чуваме нашиот суверенитет и демократија и ефикасно се противиме на влијанието од авторитарните режими. Драги дами и господа, заклучувам со сигурност дека денешната дискусија и придонесот е експерти, донесувачи на пораки и видни граѓани ќе
доведе до важни заклучоци. Имам чест што на денешната конференција имаме професор на Институтот на меѓународни односи и политички науки од Вилнус. Знаењето и увидот ќе ја збогати оваа конференција. Ви благодарам многу.